Здраво на сите. Ви посакуваме на топла добре дојде во нашиот свет, во кој што ние секојдневно се поврзуваме меѓу себе, не само преку пишаниот збор, туку и преку уметноста во секаков облик и заедно се соединуваме, споделувајќи ги нашите идеи и амбиции. Денес е исклучително значаен ден за нашето неформално здружение Култура Бета, бидејќи конечно по 2 години планирање се случува нашиот долго посакуван настан и како иницијатива која што како главна цел ја има го има развојот на културата надвор од сите формалности и институции. Ние сме многу повеќе од среќни и благодарни што заедно сплотени имаме шанса да ги остваруваме нашите соништа и почитувани гости и пријатели. Денеска нема да го помниме само по првиот настан на Култура Бета, туку и по еден премногу возбудлив и посебен повод, а тоа е промоција на првата стихозбирка на нашиот Андреј Медич Лазаревски. Јас лично не би можела да замислам подобар почеток на нашите активности во вистинскиот и невиртуелен свет, па затоа и сум пресреќна што беседење со неа му се случи на Андреј, но и ни се случи на сите нас. И како што вели тој во својата воведна реч, беседење со неа се сите разговори кои ги има секој од нас со неа, а неа е секој и се, и мојата љубена, и смртта, и публиката, и философијата, и поезијата. Така јас ви посакувам едно пријатно беседење со сите нас вечерва, трите Ани, Калина, Ева, Васил и секако Андреј, или со други зборови би сакала да ви соопштам дека вечерва ќе имаме можност да чуеме дел од Андрејовата поезија, обраќањето на професорката доктор Ана Стојановска и осврт на рецензијата на професорката Драгица Солунчева. А доколку се прашувате како за секогаш да биде ваше првенчето на Андреј, тогаш одговорот ќе го најдете на полиците на нашата нова и омилена кафе книжарница Буква. И не само што сакам со ова да ви кажам дека книгата може да си ја купите во Буква, туку и би сакала да и се заблагодарам на Буква што вечерва ги отвори ширум своите врати и ни овозможи да имаме оваа собиранка. И сега го повикувам нашиот Андреј, основачот на здруженијето Култура Бета и авторот на беседење со неа, да ви кажам многу повеќе од збор 2 за своето најсладко достигнување. Ви посакувам пријатно беседење и уживајте во поезијата. Напишаното писмо за тебе седи, тлеев над него за со сладкост да го исполнам. Фали уште поштенска марка да залепам и директно тебе да ти го испратам. Ке добиеш писмо срекно, може би љубовно, провоцирачко или застрамено. Прочитај го и подразмисли. Сакаш ли во моите зборови да си? Сакате ли во моите зборови да сте? Добро дојдовте и фала ви на сите што сте тука. А штом сте тука, значи дека сте сакале да бидете дел од моите зборови, дури значи и дека сте дел од нив самите. Се извинувам за мојот изглед, ама природа не бира и време е претопло, ама тоа е тоа. Најпрво ми е навистина драго што сте сите тука и што ве гледам, бидејќи на одреден начин сте сите дел од оваа збирка или барем сте биле дел од инспирацијата за нејзиното пишување. Сега бидејќи сте тука присутни сите, од оние кои ме родиле и создале, до оние кои ме израснале и до оние кои ме потикнале да пишувам и да творам и да создавам, и сите оние кои ме научиле и философски да концепирам и да критикувам, до сите оние кои сте ми биле инспирација и љубов и нервози и остварени и неостварени личности, кои сте ми биле и радост и тага и копнеш и уште многу работи. И тука ќе прекинам да наредувам, бидејќи сите сте биле некаква причина за да ве сместам во стихови. И сега ако гледаме од некој философски аспект или од аспект на теорија на поетика,
со акцент да речеме на Платоновата теорија за ентусијазмос или за божествено вдахновдение. Сите сте оние музи кои го донесуваат тоа вдахновдение до мене, односно тој вдах кој е неопходен за да можам да поезирам, за да можам да го воспеам се оно што го опевам во стиховите. И сега кога размислував што да раскажам за збиркава на оваа промоција, решив да не зборувам премногу од оној технички аспект на издавање, процес на пишување и така натаму, бидејќи не сакам да додевам со формалности. Важно ми беше нешто друго да истакнам. Сега промоцијава решив да ја направам, иако не ми беше воопшто во план да ја правам, бидејќи ја издадов збирката во оној најголем пик на корона и не мислев дека во скоро време ќе се создадат услови. Но како и да е, она што ми беше важно да истакнам е едно отварање. Односно, отворање на моментот од беседењето со неа кон беседењето со сите, односно со сите вас. И ова е важно, бидејќи, тоест мене ми е важно, бидејќи во оваа збирка секој читател треба да го пронајде својот собеседник, кој несомнено би се менувал од песна во песна со текот на читањето и како што кажа Ана и како што се вели во воведната реч на збирката, беседење со неа се сите разговори кои ги има секој од нас со неа, а неа е се и секој. И љубената, и смртта, и публиката, и философијата, и поезијата. И ова е оној момент кога јас како Андреј кој е беседник и вие како публика кои сте мои собеседници, конечно се сосредочуваме очи во очи. И после година дена депримирано беседење со неа, односно секој со сопствената душа и јас во збиркава со мојата сопствена душа, конечно се воспоставија услови, како што реков, да беседиме заедно, односно да беседиме со се и секој, а со дел од вас, што ми е многу мило, конечно да се запознаеме. И ова совршено се вклопува со уште две отворања. Прво, конечното започнување со планираните настани со физичко присуство на нашата организација Култура Бета и оваа промоција случајно како нејзин прв настан. И второ, отворањето на буква, кое се случи пред некое време, а кое е совршено интимно место каде што има збир на собеседници, и тоа собеседници кои се инспиративни и креативни, и место кое беше пресудно за да се случи оваа промоција како место за нејзино совршено отелотворување, да речем. Во продолжение, како што е веќе најавено, ќе имате можност да чуете два рецензентски осврти кон моите беседења. Најпрво професорката Ана Стојановска, која е театролог, но во нашиот контекст најважна писателка, чии дела особено Јас и Лин отпосле, роман кој на сите би ви го препорачал, се дела кои биле еден дел од инспирацијава за самиот мој спис и биле огромна причина и за воскит, па токму и преку тие дела јас и професорката се запознавме. И многу ми е мило што прифати да напише една куса рецензија за мојава збирка. А потоа ќе чуете еден осврт кон рецензијата на професорката Драгица Солунчева, една од личностите кои ми биле вечен поттик да го развивам мојот философско-мисловен концепт. Една од професорите во мојот живот кој практично ми го всади и етичкото, и естетичкото, и философското во мене. Поради оправдани причини, Солунчева за жал не можеше да присуствува на оваа промоција, но сепак мојот пријател Васил Канџиски, кој е колумнист на Култура Бета, реши да направи една куса експликација на главните поенти на рецензијата на Солунчева. Уште ова само и завршувам. Сакам да им кажам фала на неколку луѓе кои учествуваа и во создавањето на збирката и во создавањето во организацијата на промоцијата. Најпрво едно фала до Ирина Илиева, мојата најдобра пријателка, философка и уметница, која создаде корицата на збирката, моментално е на студии во Словенија и затоа не можеше да биде тука, но ве поздрави сите и рече дека и фалите. Потоа сакам да се заблагодарам на моите рецензентки Стојановска и Солунчева, на мојот тим од Култура Бета, кои ми се вечна инспирација и вечна поддршка за се што правам и заедно го правиме ова наше здружение и се трудиме да ја подигнеме младинската неформална вонинституционална култура на едно поголемо, барем попристапно, појавно ниво.
Сакам да се заблагодарам на Ана Голешка, поетеса инаку, која е на моето прво поетско читање во животот, на која читав мојата прва песна напишана во животот, дојде и ми рече: "Момче, ми се допадна се што прочита денес, те молам продолжи да пишуваш." И еве денес после 2 години од тоа прво поетско читање, Ана ќе ми чита поезија. Исто така фала до Дата Песнопој кој го помогна издавањето на збирката и секако и најважно фала ви на сите што решивте да дојдете, да чуете што имаме да кажеме и да бидете дел од беседењето со неа. Ве оставам во рацете сега на професорката Ана и на Васил со освртите за збирката, а потоа со моите пријателки поетеси, авторки, инспирации, кои ќе беседат со стиховите и со вас. Фала ви уште еднаш многу. Да ги кажеме сите одмолчени емоции, ставови, победи, сите неограничени копнежи и потреби. Која е таа? Поезијата, филозофијата, уметноста, науката, жената, девојката, старицата. И како ќе ги кажеме се? И дали ќе прифатиме што таа ќе ни одговори, бидејќи со беседењето мора да сме спремни дека онај другиот ќе ни каже нешто. Ајде да беседиме со неја. Вообичаено не сакам да објаснувам, толкувам поезија, обично многу ретко се нафаќам да промовирам поезија, затоа што поезија е многу интимна работа. Сите вие што пишувате поезија знаете дека кога се пишува се соголува она парче душа што го криеме дури од себе си во гледалото. Обично на моите студенти им викам додека не прокроварите на сцена џабе играте, така е со поезијата додека не извадите се однатре џабе пишувате. И кога има едно вакво парче поезија, бидејќи јас Андреј не го познавав, го запознав сосема непосредно, Андреј го рецензираше мојот роман, ова не е услуга за услуга, да знаете, воопшто. Напротив, му реков прати ми ја збирката и ќе ти кажам дали можам воопшто нешто да напишам. Му одговорив, мислам дека многу брзо, му реков дека ќе напишам, се разбира, затоа што овие стихови ме потфатија малку поднивно и решија да си беседат со мене. Иако јас не сум во план да читам поезија вечерва, ама си го присвоив правото на рецензент и решив да прочитам 2 строфи. Непознато најсама, тоа е првото нешто што мене ме фати во читањето на оваа збирка. Ми побара да направиш избор. Избор приглуп, гнасен. Да направиш избор каде ќе живееш, чија љубов ќе избереш, да направиш избор еден човек да убиеш. И одеднаш сега застанувате. Океј, нема проблем. Ќе продолжам да читам. И продолжив да читам, и продолжувам да читам, и на сите ви посакувам да продолжите да читате. И потоа, откако ги прочитав сите стихови, им оставив да си најдат дом во мене. Обично така ја конзумирам уметноста, секогаш и дозволувам да најде дом во себе си. Па почнав јас да му абетам со тие стихови. Не онака како што тие сакаат, туку како што јас учев и учам. И дојдов до една многу важна песна во оваа збирка, што има неверојатно моќен наслов. Еднаш заминав, за секогаш се враќа. И нема потреба повеќе ништо да ви кажува овој човек, само да ве натера да читате, читате и да уживате во тоа што го читате. Јас обично не читам, па затоа само се потсетувам, само ми требаш заради стиховите. Сакам да ви кажам дека оваа збирка не е како ниту една збирка на било кој млад поет. Намерно дури во рецензијата не напишав млад поет, ниту напишав дека е дебютантска книга, обично така проформа се очекува од нас професорите да употребуваме некои флоскули кои што ништо не значат. Јас решив да ви посакам да ја читате оваа книга од душата, затоа што само така може да се чита, а на Андреј ќе му посакам да пишува уште и понатаму, уште многу и многу и многу. Ви благодарам. Здраво од мене. Најпрво сакам да се заблагодарам и од моја страна за сите што сте тука. Се надам дека сега за сега си поминувате убаво и во текот на вечерта уште побаво ќе си поминувате. Сега ќе почнам со осврт на рецензијата на професорката Драгица Солунчев.
Рецензијата на професорката Солунча, насловена како симфониска поетизација на философија, е философски осврт произлезен од видна контемплација на стиховите на Андри, започнувајќи со Киркегоровата определба на философот како некој кој живее со гледање на стварите од аспект на вечност, па додавајќи дека вечноста е страдање. Ја опишува поезијата како естетизирање на рефлексивната тага, маничен крик кон монолозите на душата, копнеш по љубената и потрага по Господ. А така, поетскиот облик во беседење Сонја ја објавува вистината, тоест философијата тука добива поетски облик. Беседење Сонја во рецензијата е опишана како полисемична еротософија, со видно нагласување на еросот во мудрост, чувствувајќи го бесконечниот диалог со мноштво соговорници, од самата публика до смртта, па самите поезија и философија, се до љубената, одивајќи ги ваквите диалози со сите нив во вечност. Слунчево секако дава и оглед на философското присуство и самите стихови, познавајќи ги философските интересирања, склонности и философските допаѓања на Андреј, ги пронаоѓа Свети Григорий Ниски, Киркегор и секако Платон, па анализирајќи ја обсежната недостижба, го истакнува поврзувањето на Платоновата идеја за љубовта со христијанската определба за љубовта кон Бог, тоест она двајца едно да биде, завршувајќи со идејата на Киркегор, каде што љубовта завршува во една преградка од двајцата кои се заедно погребат. И со ова уште една се потврдила самата идеја во песната, а можеби и толкувањето на љубовта на Андреј. Па тргнувајќи од вечниот копнеш по љубовта или љубената, преку вечно припојување Сонја, завршувајќи со вечно љубовно живење некаде надвор од сителниот свет. На крај, завршувам со цитат од самата рецензија. Целата стихозбирка е повик кон вистината, крик кон скриениот Бог, дури и во миговите во кои го негира и воскликнува. Не ми е потребен Бог да е до мене за да се чувствувам возвишен. Поетот ја насетува личноста која молчи, посакува божествен дах на музите да биде. Станува мимесис на безсмртност, симфониска хармоничност посветена на еден копнеж. Јас тука завршувам, а рецензијата можете да ја најдете и да ја прочитате на крајот од збирката. Ви благодарам многу. Непознатила. Штом стапнеш во светот на непознатилата, ќе почувствуваш луѓе. Луѓе непознати, различни. Луѓе чудни, несекојдневни. Сродни души, неоткриени. Штом стапнеш во светот на непознатилата, ќе видиш самци кои чекаат душата твоја да ја примат. Ќе видиш самци кои чекаат да ги отсамиш. Те чекаат самци кои те чекаат да ги разубавиш. Штом стапнеш во светот на непознатилата, ќе запознаеш луѓе кои милни, манични зборови ќе ти кажуваат. Ќе запознаеш луѓе кои естетски ќе ги обожуваш. Ќе запознаеш луѓе кои психички ќе те сронат и колнат, додека сексуално те задоволуваат. Штом стапнеш во светот на непознатилата, ќе ги видиш твојата мајка и татко, твојата сакана сестра и поголемиот брат. Ќе ги видиш твојата баба и дедо, неостварената љубов од средно, професорот од факултет и душата твоја, која секое утро ја гледаше во огледало. Штом стапнеш во светот на непознатилата, ќе ги видиш сите твои драги и недраги луѓе. Ќе ги видиш и сите оние кои умрали. Ќе ги видиш и твојот хрчак и мачето твое кои заспано заминаа. Штом стапнеш во светот на непознатилата, свати дека си умрел. Ќе го спознаеш светот кој сакаше да го откриеш. И поздравај ги духовите, мечтај по љубените и тогаш врати се и кажи ми што има таму горе или долу. За нас таквите. Седејќи во кјошот на мојата изгубена илузија, мечтаам како би било доколку љубам да сум љубен. Седам и замислувам, тажно разгледувам. Премногу размислувам како ќе биде да даваш љубов. Безрезервно многу љубов и некој да возврати за тоа. Да се почувствува човек засакан. Седејќи во кјошот на мојот забеган ум, кој мисли на се освен на овие земски работи, трагам по она за мене неоткриено.
Барем нешто што луѓе го зборуваат како омилено чувство. Како се лупа гледам дали ќе ја најдам таа никаква љубов. Дали ќе ја впијам и на други дали ќе ја подалам. Него седи еден гавра на гранката од дрвото до мојот прозорец. Му ја нема саканата. И тој сигурно чека да ја пронајде љубовта или пак срекна се откажал од неа. И решил на летањето. За него уметност да биде посветен вечно. Седејќи во кјошот на мојата фантазија фантастична, пробувам да ја пронајдам бојата на таа многу зборувана љубов. Дали црвена како што многумина велат или пак е во еден куп бој? Дали е шаренило како што дете би ја насликало? Седејќи во кјошот на мојот кревет тронам солзи, бидејќи сите се влюбени. Се чудам како е да почувствуваш нешто такво. И се повеќе се препознавам во гавранот кој се откажал од потрагата на својата сакана. И него седи и ликот во книгата кој е ангел без крилја. Му бара својот љубен да ја ги врати. Ги открнал клијата незини во име на љубовта, а и самиот не знаел на какво срозување ја осудил. Седејќи во кјошот на мојата соба накитана со уметнички слики и разгледници, размислувам во кое дело царува љубовта, а и во кој град највеќе сум ја почувствувал. Седејќи во кјошот на театарската сцена, се повеќе сваќам дека таму љубовта ја нема. Таму глумам за љубување и мечтање по љубов, а и самиот несвесен дека тоа длабоко од мене ископано е. Енеги и моите пријатели за љубување се расправаат. Се одљубиле од своите љубени, наше нови љубови. Некои патат по старите, а други ги соединуваат и нив и новите. Седејќи во кјошот на не знам што, не знам бидејќи е темно и не можам да видам. Седам само, размислувам и пробувам да сватам дали само за момент љубов да ја почувствував. Седејќи во кјошот на моето омилено кафуле, тресејќи се од ладниот снег кој љубовно го покри градот, ја очекувам љубината да седне спроти мене. Сум ми напишал стихови и ја чекам да ја чуе со воодушевување. Но е ме сам. Седам и чекам. Несвесен и глупав. Не ми текнало да направам само +2 чекори и да видам дека љубината ме чека на терасата. И затоа си патам. Здраво и од мене. Првата песна која ќе ја читам денес се вика Заминав со воз. Заминав на патување со воз. Отидов некаде далеку, не баре ќе можам да избегам. Заминав од нашиот град на патување со воз. Заминав во непознат правец, не баре нетено сам во мислива. Заминав од Скопје на патување со воз. Појдов на долго патување, не баре ќе те оставам сама. Заминав од моето сакано место на патување со воз. Тргнав на патување тешко, не баре душава ќе си ја олеснам. Заминав од тебе. Тргнав на осамено патување, не баре на самотијата ќе се навикнам. Заминав од тука, заминав за тебе да те напуштам. Заминав за мене да се ослободам. Не баре со тебе заробено се чувствував. Заминав, но џабе заминав. На патување со воз заминав, но возот никогаш не тргна, бидејќи јас само сонував. Специфичноста на твоите очи. Ливацката обоеност на твојот поглед, насочен во едно место. И моето приметување на него инстантно возбудување. Ке пробуди емоции нежни и запалувачки, изненадувачки. Широкоста на твојот поглед насочен кон едно единствено место. И моето зажалување за припоение со твоето телесно битие ќе изроди чувства сакани и неизвестни. Изненадувачки. Мистичноста на твојот поглед кој го здобив накратко насочен кон едно единствено место ќе размрда емоции блиски и чудни. Изненадувачки. Твојот очигледен поглед насочен кон мене и моите усни и мојата неопходност да ти се припоклонам и одадам ќе даде само двојно екзистирање. Случајно? Изненадувачко. Осамен месец и 4 дена. Поминаа 34 дена, 1 месец и преполнати 4 дена. Се повеќе се одвојуваме од точката која не спои. Забегуваме, комуницирајќи синтетизираме зборови, но како да не се слушаме.
Ние исчезнуваме. Дојде денот на моето раѓање, после неколку дена и твојот, па потоа и на друг так. Се повеќе ја забораваме клупата заедничка. Изумуваме, комуницирајќи сублимираме движење. Но како да не можеме да се допреме, ние спобудалуваме. Ке помине уште еден месец и неколку дена. После тој ќе помине уште еден. Се повеќе од самите себе се дистанцираме. Пребегнуваме, комуницирајќи убавина делиме и впиваме. Се сакаме, комуницирајќи подражаваме копнежи. Но како да не можеме да се добиеме, ние патиме. Дојде денот на нашата љубов. После некоја година ќе дојде и пак. Се повеќе се одљубуваме и не зборуваме. Се втишуваме, комуницирајќи се заквитуваме и се подоставаме. Но како да не можеме целосно да се отпуштиме. Ние осамнуваме. Втората и последна скопска песна за денес е Скопје ке се налутеше. Еднаш сон сонив дека сум заменал со воз да те напуштам. Сонот како да беше едва и сонлив, беше покорлив, изморлив. Сон, убиство беше. Чувството дека заминав со воз од тебе беше допадливо. Проче ми се замислив дали на вистина да заминам, но знам дека Скопје ќе се налутеше. Ти ќе тргнеше по мене, а јас ќе се вратев и можеби некако ќе се спасев. Сонив сон еднаш дека сум заминал со воз во непознат правец. Сонот беше храбар, едва и реално остварлив. Беше уморувачки, сон збунувачки. Чувството дека заминав без да ме видиш беше допадлив. Дури колебливо се запрашав дали да исчезнам сега. Но знам дека сам на себе ќе се налутев. Неуметност. Пробав да создавам уметност посветена на мене, но кога почнав да пишувам за мене, нужно мисливе ми се префрлија на кај тебе. Пробав да создавам уметност за да не те мразам, за да оставам убав подарок од нас, да ја овековечам нашата насност, да ја реализирам мојата самотија. Но уметноста се расшири, на многу простори се прошири. Веќе не беше само за тебе, но гумина се пронајдоа во нашата уникатна приказна. Па разбрав дека нашата уметност и не била совршена. Всушност била глупост. Само била уништување на две посебни самотии, создавајќи едно време лечење, а ние сме го именувале како уметност. Пробав да ја помирисам нашата уметност и не мирисаше на ништо. Пробав да ја допрам нашата уметност и немав што да допрам. Пробав да ја чујам нашата уметност, а единствено нешто што чув беше тишина. Пробав да ја видам нашата уметност, но немав што да видам. Се обидов и да ја помислам, но разбрав дека нема што да се мисли. Нашата уметност ја снемала, исчезнала, нестанала, умрела. Умрела како и нашата љубов, умрела како и нас. Ќе се разделиме или некогаш? Ќе се разделиме или некогаш? Барем на една подолготрајна вечност. Ќе ја разделиме или нашата љубов за секогаш, или ќе оставиме да стои? Нашата љубов постои, но заедничарењето не може да не обстои. Нашата љубов боли. Ќе се видиме пак. Знам дека во мислите се молиш. Но кога барам разделба дали на вистина ја посакувам, кога барам разделба дали всушност на повторно нас се надевам. Нашата љубов се уште постои, но никако заедничарењево не може да не обстои. Нашата љубов е света, таа е наша светлина. Нашата љубов нема цвета, но ние заедно тешко дека би биле повторно низина мета. Дали си за љубов пак? Без заедничарење секако. Дали си за да останеме во мрак и само наши единствено? Одговорот, иако го знам, имаш начин да ми кажеш. Мојата понуда одамна е дадена, а твоја е само да ми излажеш. Каков човек? Мој човек.
Прашувајќи се за тебе о пределбата, го пронајдов одговорот во мојата поданост кон тебе. Самата се определуваш како соседно парче од сложувалка на мојата суштина. Те гледам и си до мене. И тоа те прави своја, те прави моја. Кога се запрашуваш за себе о пределбата, неизбежно е да ме споменеш. Исто како што се именувам кога ја читаме семиновата. Што сум? Кој сум? Поема која ќе посветувам и подарувам. Определувањето на човека по однос на некој друг единствено екзистира во љубовна конекција. Тоа е Аристотелова средина помеѓу посесивноста и дистанцирањето. Евдаимонично заедничарање единствено. Кога си дозволуваш себе си да ме поседуваш и тоа да те чини своја, допушташ да бидеш двојно поголем човек и љубена да си. Даваш амин да не си никогаш осамена, ниту сама, ниту некогаш да си оставена. Подаваш одобрение за создавање идеја за нас двајцата. Кога си дозволив себе да се определам по тебе и себе определбата да ја споделам, се исполниш со вдохновение од Ероса, дека во една љубовна есенција со тебе ќе се сторам. Музите се јавија, а ти стана дел од моите. Муза. Муза на животот и импулс за работа на срцето. Кога си го дозволив сето ова, те сместив во посебен агол во срцето. Во некаде што седам јас и сега покрај тебе, себе си заљубам. Кога ќе си го поставам прашањето, каков човек сум јас? И кога истото би се запрашала и ти, каков човек си ти? Неизбежно се лепи сентенца. Јас неизин човек сум. Јас сум негова. Кога ваквиот одговор ќе се прифати, кога ќе направиш само еден чекор кон прифаќањето на ваквото себе определување, дозволуваш и објавуваш дека едно ние сме. Ви благодарам. За момент. Ми дозволи бар за момент душата твоја да ја почувствувам. Ми се отвори бар за момент. И награди ми се прикрои. Ми се расплака за момент, дор посакав да те имам. Бар за момент ме уби и ме остави во некое друго време да те љубам. За момент се искаже и те разбрав. За момент на едно од најнепристојните места посака да ме имаш и заспав. За момент ме касна, ме гризна, ме бакна по вратот, ме уби, за момент да ми ја истицаш сакаше крвта. Но за друго време оставив да го направиш тоа. Ти дозволив бар за момент да ме имаш. За момент ти дозволив да на мене мирисаш. Ти дозволив на момент да признаеш дека ме љубиш. На момент се влюбив и оставив во друго време да те љубам. За момент ме погледна и те разбрав. За момент срцето ти го осетив. Како неугодно чукаше. За момент те посвоив. Ме освои, ме впи и ме уби. За момент се оставив да преживеам. И во друго време го префрлив тоа. Си дозволивме бар за момент да уживаме во нашите преградки. Си дозволивме бар за момент да не се убиеме и продолживме да живееме. Си дозволивме бар за момент да замирисаме еден на друг и за момент си дозволивме, уживавме и во некое друго време да умреме оставивме. За момент ме замати, ме зашемети, ме зема и ме удри по оваа уништена земја. Дојде до мене, над мене, на мене и во мене. За момент ме прегрна и со насолзени очи исчезна. Ни дозволи Бог за момент да уживаме. Ми дозволи ти за момент да те имам. Ти дозволи јас за момент во срце да ме грабнеш и скриеш. И си дозволивме во некое друго време да продолжиме ние. За момент. За моменти си ветивме дека тоа да заврши тука нема. За моменти се погледнавме дека последно ова нема да ни е. За момент се соединивме и повторно се расцепивме, знаејќи дека повторно моменти ќе дојдат и ќе ги уживаме. Сега сакам да ви раскажам наприказна за моментот кога трагав по љубената и случајно ја недов смртта. Песна која се вика
Трагајќи по Ерос, се залюби во Танатос. Тешко нас. Трагајќи по Ероса, се запознав со смртниот Танатос. Испливувајќи низ реката со лотуси, станав пуста сенка на некоја љубена. Љубена која чекам на листот лотус да ми долета. А јас да ја возлюбам, да ја сонувам. Трагајќи по Ероса, се запознав со смртниот Танатос. Додека седев чекајќи по некаква судбина, како полека да потонував. Зелените лотосови ливчиња стануваат мраморно вивидни, а јас годовски ја чекам да ме возлюби, да ме сонува. И додека трагав да го запознавам Ерос, се повеќе се задругарував со Танатос. И додека пливав и нуркав и ја барав, се повеќе тонев во моноживот, во моноеротика. И дур сум тонел, таа со Агапе се здружила, почнала да ме бара да ме возлюби. Почнала да ме бара, па да ме сонува. И додека јас мислев дека некаде таму се наоѓа Ерос, од задгрб ме убивал Танатос. И јас додека се даве во таа навидум љубовна река, таа со трска стоела на обалата да ме улови. Да ме возлюби. Да ме улови и да ме сонува. Но не ме фати. И додека јас мислев дека кога го барам Ерос, се доживува атераксија, јас пропаѓав сплотен со Танатос. И неја ја гледам. И неја мојата љубена изгледа. Изгледа таа е мудроста. Ми сосапно пропадна во некоја дупка со камења, како некој гроб на душава. Гроб. Изгледа во гроб сам со себе ќе се возлюбам, а може би ова и го сонувам. Може би заспав и сега на вистина засонував. Да си ја најдам песната, голешка на која страна е? 48. Песната се вика Бакнеме пред да замениш. Пишувана по вистинска приказна. 6 часот 53 минути 45 секунди. Рече дека во 9 ти е возот. Пакувајќи си ја зема и сликата од нас и не ја спакува во куферот. Ја искина, ја фрли и ја спакува во срцето. Црно-белата фотографија од нашиот прв бакнеш ќе заврши изгледа на некоја нива со останатиот градски смет. 6 часот 57 минути и 26 секунди. Рече дека во 9 ти е возот, пакувајќи се ја зема и плочата со нашата музика. Не ја спакува во куферот. Ја изгази, искрши и ја спакува во мислите. Голема црна плоча дизајнирана само за нас. Ќе заврши заедно со нашата фотографија. 6 часот 59 минути 38 секунди. Инаку рече дека во 9 ти е возот. Пакувајќи се го зема мојот парфем и не го помириса. Зема и го истори. И го расшири мирисот на мојот парфем низ просторите твои. Мојот парфем кој го доби ти за подарок, заврши заедно со сета вода која ти се минува од водата. 7 часот 1 минута и 18 секунди. Рече дека во 9 ти е возот, се спакува, седиш и размислуваш. Што размислуваш? Седиш и чекаш на твојот воз. 7 часот 38 минути 21 секунда. Се уште седиш. Се уште размислуваш. Ке дојдеш или не? Збогум ќе чујам или сепак не? 7 часот 57 минути 59 секунди. Го зема куферот. Непоколебливо излета тргнано не на кај возот. 8 часот 21 минута 34 секунди. Ти стоиш пред мојот прозорец, чекаш да видам. Чекаш и мечтаеш за збогум. А не знаеш дека јас стојам на железничката и те чекам и само мислам. Бакни ме пред да замениш. 9 часот 1 минута и 1 секунда. Рече дека во 9 ти е возот. Но ти не дојде. Каде си, мила, каде си? Зошто не дојде? Зошто не рече збогум пред да заминеш? 9 часот 25 минути 12 секунди. Како да застанам времето во тој час. Застанам. Само што легнав и размислувам за тебе. Зошто не дојде на перонот и каде си сега?
А јас, ето така, не знаејќи дека на предниот влез тој се уште. А јас седам затворен во соба и по тебе се премислува. Фала. Фала. Следно и последно, мојата воздишка возбиркава, иако не е на крај, откако таа си замина, со нас остана само недостижба. Ова воедно е моје расправање со Аристофановата беседа во Платоновиот диалог Симпозиумска ератологија. Принудноста на чекањето раѓа недостижба. Недостигот од антропос до тебе создава уметнички творби. Создава несообразба со реалитетот, бегство од изолацијата на сопствената душа. Совладанието на таа недостижба те чини недостижен. И тоа недостижен за тие достапните околу тебе, недофатлив за твојот сопствен дух, неизбежен дел од својот очај. Чинам погам пламен самогорлив се. Недостижноста пак прави пообемен копнеш, чекање за созерцание со твојот втор дел, чекање за заедничарење и љубење. Но доаѓа само покаяние и уште еден пат убиствено осамнување. При коплењето по вториот дел, по оној дел откинат од Зевса, го замислуваме само моментот на соединување, но никако да пристигне. Не остава во радост на замисли. И не остава во остра тегобност на патење по изгубеното. А вториот откинат дел, негде таму на другата полутопка земјина, седи во своето тело смртно и чека. Чека и копне по вчувствување на љубовната прекраснотија. Копне по соединувањето конечно, ако тоа може воопшто во времево да битне. И тоа седи, чека, тагувајќи, обвинувајќи се. Обвинето чувство за грев сторен ги исполнува двете половини. Едната иста душа се кае, тие ткаат патеки да се сплотат. Но дали ќе успеат да го достигнат љубовното издигнување, никој не знае. А нивниот пиедестал паднат по почвата на која газат. Двата нивни црни коњи разуздано раскокале, ниту еден камшик не успева да ги скроти. Забегале во недозволени насоки, несогласни со етиката и испрани од чистотата. Бегаат и итаат натаму. А овие белите кротко лежат и леат слози, зошто не се скрилатила душата. Двете откорнати половини сакаат очајно душа крилата, сакаат прочистување од светската апатија, емпатично посакуваат да западнат до заемно дејствување и конечно припоение и радост и конечно финално заедничарење. Но никако не пристигнува тој момент со среќа исполнет. Западнат е така во исчекување. Ете ти се сосредочуваш со уметничко вдахновдение, со некаков поетски и природен хедонизам и ти твориш за твојата втора половина, не знаејќи дека запаѓаш во подлабока сенка. Принудноста на чекањето, рековме, раѓа недостижба. Раѓа патење. Патешествие низ голготизирање, раѓа репликација на веќе постоечкото, реинкарнација на оваа душа поделена, можеби никогаш нема во нешто згодно да биде. Западната е во незгодност, западната е во вечна и вековита одвоеност. Совладанието на таа недостижба те чини и повеќе од помирен со ситуацијата непосакана. Веќе исчезнува и твојот друг недобиен дел од твојата животна макета. Сега само плетеш уметност за неа, везеш зборови, философираш, се губиш и полека исчезнуваш. Недостижноста пак те совладува и тебе и те прави недобитен за никого останат. Впрочем, и не ни треба да си спојлив со другаде. Чекај сам, заедничари со себе, љуби се. Покајанието како и да е ќе те голтне. Ќе нестанеш. Ќе постанеш ништо. При копнењето по другиот дел ќе заборавиш по што всушност копнеш и веќе не го замислуваш моментот на соединување. Дури нема ни кајање за заборавот, дури нема ни потреба од ерос. Застанат сам на крстопат, сам и вечно и вековно омразен. А вториот дел и онака одамна исчезна. Замина со својата кочија во неморалот, замина во развратот и те остави во подоброто.
те остави сам со музивиот вдах. Твоето мастило со твојата темно-жолта хартија во твојот тефтер. Твоите мисли и единствено создавање сенки. Сенки оние на сенките постоечки. Те остави западнат во сенка, те остави во тага, те остави во очај, во самотија, во изгубеност, во единство сам со себе, во аскетско дремење, во момент на паника, во емпатија по надобиеното, во алтруистично зажалување за љубов, во крилата и вилушкарот на Танатосот опколен со свеки во несреќа, во ненаученост како е да си сам, без да си осамен. Те остави, но не се предане на катранизираниот неморал исперен од нечистотија. Сепак можеби твојата душа ќе се скрилати. Ќе полета во спознание на точноста, во точноста на небесата и на светот. Можеби не. Никој нема да знае никогаш. Ќе знае само твојот дух вечен и тоа после твојата телесна смрт. После погубувањето на твоето тело непотребно. Нека ужива твојата душа во бесмртните божества, а ние останатите смртници нека се радуваме на твоите инспиративни линии. Линии кои некогаш би се споиле со музика и би се создала симфониска хармоничност посветена на твојот копнеж. Посветена на твојата втора половина. Посветена на твојата половина недостижна. Половина недостижна која ја нарековме недостижна. Фала. Фала. Фала ви уште еднаш на сите што дојдовте. Тоа е се од нас, не знам што повеќе да кажам. Мило ми е што се видовме, што се запознавме, што побеседивме малку заедно. Фала им уште еднаш на сите што чита и на сите што дојдовте. Стоти пат ви се заблагодарувам, ама не сакам. Фала ви, се гледаме и некоја друга прилика.